надеваме дека е со најдобри мисли за Македонија. Убаво би било барем некој да. Али некако Кокорајко. Да, ова го сеќаме дефинитивно. Бе нели за Абе, живот не. е емисија? Да. Па да, па стварно. Дека ти стварно проблем сакаш да ми направи. Зашо мислиш некој ако имаме корпорет ќе нема нај- на што ќе Неконфликтниот гостин до сега. Најзен гостин. Не, овде ме плациле некои од ваша конкуренција од лајка, рекле. Да, Што да, ли глупости да ги строзаш? Ција што се дружи со панкери Аха. и со тетовирани устниот внатре, со дупки у ушите и Аха. така натаму, ама што имаат по 55-60 години и он им пуштил од бадминтон Ајде. бендче за И Грегоар што рекле? зборам Аха. и он слуша и вика ова е чист панк, вика, ама го препознава таа и таа година, вика. Вика, само која е оваа група, вика, не ја знам. И он ве гледа и вика, вика, Источна Европа, Југославија, вика, тогаш, вика, има, вика, најбоljите панк бендови, вика, Замисли. таа авангардна музика, вика, ние ги следавме нив. Тоа му раскажува он. Стварно? Да, и мислев ти ќе ми кажеш повише на таа тема, ама искочи дека Значи не сум јас те толку информирам. компетентен, А не си затоа што јас не бев панк. Кажи, јас сум хистори Ама мейкер. бендот, имиджот го има, значи беше панки, а ја таму начекав Джиджи Тапанарот на дугме, на бело дугме, од она доживети 100 ти албуми. Легенда. И се со него свириш у бенд. И ја како Бреговиќ, како ова, и за дете, 18 годишно, а ние среќа што многу рано почнавме, што 7-8 оделение, па до матурска имавме многу силен опус, и музика своја и све. И бевме најмалите тие детски бендови, средношколски бендови. Ние бевме онака Deep Purple, а од Карпуш беа Цилиндер. А Цилиндер кои се? Ристо Самарџиев, легенда. Пепи Ренџов, легенда. Мите Димовски, Дамбетер, легенда. А нивниот поздрав од таму тука дојдоа два непознати бенда. Кои беа тие? А публика им бевме ние бендовиве што треба, што конкурираа да свират. Така. Празна беше денсинг салата, едните Елвис Джи Куртович, а вторите забранjeno пушење. Тотално Како непознати. анонимуси тогаш. Ано непознати. Значи 83-та или 4-та. Значи тој е феномен на нашата сцена кој од после укапира. Ние не бевме свесни, ја имав тогаш 19 години, 20. И ајбе ќе свириме на рок фест и онака ќе ни избркаат после прв круг. Втор круг. И падот на Византија и другите. Ристо Архангел со својот бенд и 0X, Јанко Јади Бурек и Вера Јанковиќ со Психо, нивниот Тумба, Куманово, значи овие Зијан, мислам, некоја година претходно, значи беа големи бендови. Она пост Триангл и Автограм, пост таа фаза. И свирите у втор круг. Море да не беше директно у финале. А ние се зезаме, знаеш како? Али, знаеш, тоа е тоа што го зборевме. И имаш идеја, ја чувствуваш и сега некако гледаш она што е. Тоа е уствари најбитното кај секој човек. Она што го чувствуваш како филинг во себе, чувство, некако да успееш да го реализираш во својот практичен живот. Дали кој тип на работа или каква професија или со каков партнер или у какво семејство. А позади тебе се гледа Максим Димитриевски број 7. Сега муабет ќе ни извадат. Да, го има цело време кај Мартина А се додека гледа? Да, и збори. тогаш беше Се го ставен. приметува? После го палат билбордот, свети, значи тука и овде. Како платена политичка. А добре, јас сум пола Кумановка, така да. Па гледаш. Ама да го подржиме за фамилијата, за Лани- концепт. Лани прашање тоа за Пежовциве 404. Лани имаме ден, измисливме ден Пежо 404. За... Ама нас ни текна. добро. 4 април. Така. 404 и А јас за зошто година... Пежо? Па пошто неколку души сме што има Пежо модел 404 што е историско Пежо. Така. И сега ја викам, ајде си собереме два тројца, четворица, колку што сме, на тој ден ќе правиме круг низ Скопје и си го прогласавме и една година
МВР сакаше да се вклучи, министеров овој, француска амбасада, Во све. вашиот настан Осум Peugeot пежовци 404. бевме сите медиуми, значи како пиар. И после дојде короната и рикна све. И лани шо немавме идеи, знаеш, и ја викам, ми дојда една абе пушти да не збориме Абе, за се џабе. пушти. Што не, Све. све се снима веќе. Не се сеќа од преста Ама не пишува тоа црвеното. On air. Да. Не. Од сега пазите што зборите. И ништо тата. Така, Супер. абе, Знаеш. И толку. И Све што да тоа. правиме и беа дојдени да купат подарок за македонски рубин за некои професори од Франција што дошле визитинг во гимназијата, мислам Гоце Делчев дека се вика. Во Во Куманово. И што, викам, ај, место Скопје да вртиме круг, што не е стандардно, ќе отидеме да посетиме франкофонската гимназија, неколку предмети на француски имаат. И супер, преку центар за францускиот центар, ФКЦ. културен, да. И они викат, супер, ајде, важно, договоривме. Сега не на, како беше? Вика, имаме ние, дали патронен празник, што име? Вика, тоа негде 24 март ли, како беше, не знам. Не беше 4 април, него 4 март, денот на Гоце Делчев. 4 февруари. Мај. Нешто беше 4 мај, како Мај. Тито Со исто. Тито и Со Гоце Тито. се... Така Се беше. че го делаш. А целиот муавета зашто се гледа број 7 на позадина Удршка за Макси. Максо. за Максо. И Максо беше дојден на тој настан. Ама беше градоначалник активно. И уште. Уште? Да. А што ќе се Мај. случи ако стане председател? Ќе треба нов градоначалник да бираат? Па тоа не знам. Важно, Да. интересен е. Значи, он вака вика. Она што ја го разбрав, пошто беше и он тука, па му абетиве со луѓето. Они викаат, демек зашо сега не е СДСМ, зашто он фатил свој. И Абе, ова ќе треба да сватив- сечам јас, све ова. Сакаш сечи, Зошто да? сакаш, Пошто знам политика. А сега да се уходи. Значи, Може? они Да вика- бидеме инка. Да мора за политика да прозбориме. Неговите, сите дедо му било партизани, не знам, родителите, таа идеологија со која што сите сме синхронизирани. Тоа била светска авангарда тогаш во Европа. И он бил од тие причини бил член на таа партија. Во еден момент, тоа што ние го видовме многу порано, он го согледал тогаш и си почнува свое и се таа негова сила да опонира на сето тоа, доколку тоа се е природно и веродостојно. Оти денес у Македонија на се плашиш. на јогурт дуваш, Да. оти сите биле вакви на почетокот. Значи, битно е да се препознае дека тоа е негова стандардна. Сега со таква енергија настапува, уште пред кампањата и кампањата, да се надеваме дека е со најдобри мисли за Македонија. Убаво би било барем некој да. Али некако Кокорајко. Да, ова го сечаме дефинитивно. Абе, нели за Абе, живот? не. Да. Па да, па стварно. Дека ти стварно проблеми сакаш да ми направи. Зашо мислиш некој го имаме корпорат ќе нема нај- на што ќе Неконфликтниот гостин до сега. Најзен гостин. Не, ова ме плациле некои од ваша конкуренција. Од лајка, рекле. Да, Збори бутна. глупости, да ги строзаш. Од лајка па стварно. Добар си, јак си. Сега сум. Дека со виугите е Ама поврзано. он е реален. Нели? Сум многу реален му. Не, ова ти е од терен тогаш кога бевме у гимназијата и Чува логица истражување. Да. беше. Пелистерка. Има ли боле нешто? Значи, ако некој ни донесе спонзор, тоа е Деко. И така, значи пелистерка одлично е за штимање на гласните жици. Господин љубов, Дејан љубов. Шкартов, Деко македонски рубин. Како почна приказната? Па не е приказна, туку е вистина.
Како Историја. започна историјата, да. Ти приказна Ова да може да звучи е така. измислена, Точно. а историја е вистина. Сега како е запишана, се реќе ова е веродостојна затоа што е скорешна, еве трае 20 на години, неполни, со македонскиот Рубин, некаде од 2003, втора, трета, четврта. Од 2005 веќе ги имавме првите примероци, обработени надвор во Италија, а од 2006 почнавме да го промовираме веќе јавно. Значи од 2002 до 2006 учевме како се брусат камени. Иако ја имав некои предзнаења предходно, па така побрзо беше тоа, оти имавме пријатели кои многу ни помагаа, па кога ќе отидеш таму у белиот свет како македонец, многу си им екзотичен. Македонија, la terra promesa, инсалата Сакаат да Македонија. помогнат. И така, некако, да кажам, италијанците во северниот дел, тие имаат искуство, поготово во североисток, шопингот кај што е од Трст, Венеција, Верона до Милано. Да кажеме, тоа се тие модните траси, шопингот, после Трст кај што бев јас, таму е Како стигна во Трст? Да, Кој како е период тоа? Што се случува кај нас и што прави да ти стигнеш до Па Трст? тоа е Освен 500 кез да си купиш. 91 година, 1991 година, распадот на Југославија. И распадот на светот за кој што се подготувавме цел живот. Значи, 3 пати мери, еднаш сечи, биди чесен, поштен, биди добар стручњак, Чесен инженер, Титов пионерски збор. чесен Титов пионерски збор од старт и одеднаш, као, нели, едно 10 години се збореше, 92 година влегуваме у Европска Унија као нова нешто, онака Перспектива. нова перспектива, што Значи ние од скоро беше. планираме во Европска унија да влеземе. Па 30 години се до Таман, сега. таман. Не, они планираа ние да влеземе, после кога не видеа какви сме, малку зафркнати Се како конкуренција, ама тоа од после го свативме, односно сега. Еве Илија е А пример. кажи ми, ти имаш, например, во тој период имаш и бенд кој што свири, кој што иде во Југославија, добива Па награди. тогаш заврши бендот со моето одење и практично јас го напуштив бендот, односно напуштив се тука затоа што беше најнезгодното беше што физички ти доаѓа од воен одсек да те мобилизираат. И се нели ние во Југославија, концептот беше одиш во војска, служиш воен рок, откога ќе се вратиш имаш некој распоред во локални единици на територијална одбрана и после тие првите години на факултет, еднаш годишно, мислам, одевме ден-два на обука некоја. Ја бев оператор на оние со џојстик против тенковски ракети. Ја носиш ракета. Оделение од тројца, двајца носат ракета на грб, таа се монтира, малјутки ги вика, и после третиот го носи тоа као пултчето со џојстик со двоглед, односно со моноглед, и ги монтираш овој и го гледа тенкот и го испалува и со џојстик го водиш и тоа го вежбаш цела обука и така. И тие обуки трае, после едно неколку години изветреа, ама ти имаш некој распоред. Практично судирот во Југославија беа овие од после војска со локалниот распоред, во касарните локални против народната армија која е во касарните кај што се сите. И сега тоа беше судирот во Хрватска. Значи тие беа двете сили. И сега ти одеднаш растеш цел живот со, не знам, ја кога бев многу малку се сеќавам, ама повеќе постоа Виетнам. 68-69, оти 64-та сум роден. 70-та фидбекот, после тие Камонџа, после, знам, она беше Ирак и Иран, И уште. 80-ти години, али Ирак и Иран, и знам тоа заврши негде таму кога беше средина на 80-ти, кога југословенските војски во рамките на Обединетите нации, сините членови, као они ги смириле таму некои наши генерации, тоа беше супер самодоверба наша. Во истото време беше почна оној процес на
праење на актуализирање на темата одлив на мозоци. Значи тоа е Уште тогаш. втора половина на 80-ти, од причини што тој инженер, не знам, добил стипендија да иде година дена у Америка и му понудиле 5000 долари и останал. И многу има. И тоа беше првото и тоа почна да станува актуелно. Тогаш ние со колегите си зборевме, поготово вие на факултетот и бев на земјоделски факултет, дека уствари у Македонија може супер да се живее, доколку не си онака најниската класа, а споредено со денес и најниската класа тогаш, пак децата им оделе на море секоја година, иделе во работнички одмаралишта. Значи нема така ја- допирна точка. Значи беше стандардите на вредноста Повисоки и на од сега. животот беа повисоки и беа некако стандардизирани да помалку од тоа не може. Глад, сиромаштија, тоа затоа што сепак општеството како систем имало изградени алатки стандардизирано кои се бореле против ова што да кажеме денес е актуелно. Да те изфрла од работа бизнисмен, мора 100 души да отпуштиме затоа што коефициентот на профит не е тој. Значи тоа бескрупулозно, што они имаат оправдување затоа што бизнисот е пред се, мојот опстанок, а од друга страна етичкиот момент. Ја стално сум тука во шпага раздор меѓу тие два принципа. Сепак тој што работи кај тебе има семејство, деца, ако не забушава, ако е добар, е малку нечовечки. Значи Така е. тука социјалниот момент мора да е присатен. Тоа го имаше во Југославија и она да си чесен, да си стручен, да не крадеш, после беше онаа идеологијата од пред да кажеме со која што луѓето влегле во партизани да се ослободат од теророт на глобализмот тогашен. И тоа биле најнапредни идеи кои се негде од крајот на 19 век и се пренеле, да кажеме, од француската револуција, да градската луѓето сите да си живеат среќни. Па нашите револуционери кои требале да ослободат Македонија од турското робство, па тоа се пренело после во тие, не знам, оној период Прва светска војна, меѓу двете светски војни како идеи, се чини дека тие биле најавангардни тоа време, а биле тука во Македонија. Македонија не била како Србија да си има држава, кралство, царство. Србите кои ќе кажат, ние сме ве ослободиле. Ја викам, ама турците кои доаѓа, ние бевме првите робови и ги задржавме 100 години, ние се жртвувавме да ви обезбедиме фора од 100 години, малце да се извежбате мускули, така. И тука, и сега тоа, со таа идеја да еден нов свет, кај што полиглотски, сите различни заедно да се живеат, и тоа ние го живеевме фактички, например, Сеид Менич Вајта или Ален Исламович, пеачот на Бело дугме, кој мислел дека дали е христијанин, православен, муслиман, никој. Ален Исламович, фронтменот на Дивле јаготе и на овие. И одеднаш тоа прекина. Дугме. И одеднаш ти гледаш нешто тука, вау, овие, да кажеме, почнаа да го бранат, да претат со вандализам, ако одат нашите традиционално да си го слават Илинден во Свети Прохор Пчински, што е на српска територија, каде што бил Аснам. Таму е спомен куќата на државотворното соодбрание на нашата држава и нешто тие четници со бради. Некако, значи ние претходно бевме Југославија, сидевме на море. Имаше панк бендови бевме, свиревме. Ние од 83 до 86 бевме бадминтонс и свиревме. После од 86 до 88-9 бевме Александар Македонски и свиревме низ Југославија. После бевме Клержо со Гиш и со Венци и со другите членови. И тоа, значи, ние више си слушаш Оргазам, си слушаш овие сите југословенски бендови.
И се среќававме, и таа беше една екипа кај што по фестивали, по концерти, бекстејдж се дружите. Па после овде, знам, една свирка имаше на стадион, сите беа, и ние, и Лебисол, и Оргазам, и Масимо Савич, и овие... И знам, Венко не викна кај него, овде у овој блок живее, кај Гоце Делчев мостот. И први другари. Например, кај нас бендовите, ние сме нашиот бенд, ние да сме болji од овие, а овие вашиот, а овие Масимо за тој Бојан, басистот на ЕКВ. Де си, се гушкаат, знаеш, другари. И гледаш дека уствари они се сите другари. Така. Ко да кажеме Новак Џоковиќ со овие другиве, со не ми текнуваат Тие Надал овие. Федерер. Надал, уствари поише со Марајот и Надал и Федерер се малце над Џоковиќ, али овие другиве после пошто он не се прави толку, не се прави таква звезда, а овие мислам дека Надал и Федерер малце му се правеле мангупи док не ги стигна. Ама ја инсистирам на фактот што е панк бенд и што е доста авангарден, што имам другарче у Франција што се дружи со панкери Аха. и со тетовирани усни од внатре, со дупки у ушите и Аха. така натаму, ама што имаат по 55-60 години и он им пуштил од бадминтон Ајде. делче за И што Грегоар рекли? Зоран Аха. и он слуша и вика ова е чист панк, вика, ама го препознава таа и таа година, вика. Вика, само која е оваа група, вика, не ја знам. И он ве гледа и вика, вика, Источна Европа, Југославија, вика, тогаш, вика, има, вика, најболите панк бендови, вика, таа Замисли. авангардна музика, вика, ние ги следавме нив. Тоа му раскажува он. Стварно? Да, и мислев ти ќе ми кажеш поише на таа тема, ама искочи дека Значи не сум јас те толку информирам. компетентен, не си затоа што јас не бев панк. Кажи, јас сум хистори Ама мејкер. бендот, имиджот го има, значи беше панки, затоа што, пази, бендот Бадминтонс е трио. Мгм. Има бубњар, тој бут борче, позади бубњевите не го гледаш, така? Некој тропа, може коса му гледаш. Овде јас сум органата од страна, па си латерален член, така? И само на бината само имаш еден, што е огромен двометраж, Картер, панкер, хардкор, 200%. И сега он е од фол јазик, па после Сарацени, и после Сарацени, нели обично секој бенд ќе пркне, и ова кога читате енциклопедијата на македонскиот рок-н-рол, најсмешното што вака прво ми дојде во очи, таман ќе направи нешто бендот, тоа е средна школа, и после матурска ќе отидат у војска и ќе се растури бендот. И таа војската била смрт за пола сцена. И у Југославија, поготово Македонија, оти ние немавме издавачка куќа. И се тогаш таму свири, да кажеме, у бендот Сарацени свири Горан Трајковски, Мгм. Анастазија. Или креаторот, заедно со Зоки Спасовски, на Мизар, кој чиф шеф е Гораст Чаповски. Они знам дека, мислам дека Гораст и Ристо Архангел, као заедно свиреле во Мизар, и концептот бил онаков од прилика како што е Архангел, тоа е некој мој видување, може да ме исправи некој, и после у еден момент, значи кога ние сме веќе Бадминтонс, значи тој е 83-та, 4-та, 5-та, тогаш постои бендот Падот на Византија, кој е оформен од Горан Трајковски, Мгм. Анастасија, и Шпенд, и мислам брат му на Шпенд Сами, они се од Тафталиџе, они се од Сарацени. И го викаат Дабо, Зоран Дабич, гитариста на местото на Климе или Круме, што отиде на Америка тогаш. И практично панк концептот, али тој дарки Мгм. панкот, тој потемниот, да кажеме пост Joy Division и така, го прават они со Падот на Византија, а Картер се запознува со Борис Георгиев Бут и а ја и Борче сме умало. Вака, двете згради, балкон, карши, балкон, а Борис Бут е 6 години постар од мене и сега умало 6 години е голема разлика. Да кажеме 3-4 години, ај се дружиш, а он беше некоја, он е тешка авангарда, таткото Нивен Иван ја има оформено телевизија, ги има поставено првите предаватели, значи тешка инженерска и арт авангарда.
За жал, рано умре он, уште од основна школа, мислам дека беше. И се Борис стално ни беше онака модел за следење како деца. Прв тропаше бубњеви у подрум, па нешто тоа, дали хипи, дали тоа, стално беше одличен спортиста, да кажеме на нас помалите ни правеше Тарзан на дрвата на тие јаворите, имаше ни 2 гранки како вратило, како разбој. И па бадминтон Тарзан. се уште постои и се И уште бадминтон снима, постоеше тогаш. ако И смее сега, да кажеме у ексклузивитет за Е, нашава еден ексклузивитет е дека по концертот на 50 годишнината на МКЦ лани, може веќе и преклани, бидејќи вежбавме, бевме поканети да бидеме у таа рок вечерта. И после овие дечките од МКЦ викат, бе, ај, ни останаа инструментите 2-3 месеци док ги одлични се условите. Ај да ги земеме, нели сега треба да ги макаме. Ќе ја снимете И нешто. они, ајде направите нов материјал. Вика МКЦ да ви го промотивниот концерт, у МКЦ, демек МКЦ да стои позади. И сега они викат, ајде, а Борис лани отиде у пензија, она заслужена. И сега он беше најголем ентузијаста, викам Борче. Со најмногу слободно време. Кај, прво има дечки што свират несвес. Не знам, ја Дукјанова, она, камче не е готово, ваму таму. Викам, кај можеме ние сега? Кога ги вежбавме старите песни за тој концерт, до последната проба имавме грешки во некои песни. И сега викам, ние не можеме кавер на старите песни и нови. Борис вика, не, ќе видиш, ќе бидеме светски бенд. А кој ги пишуваше песните? Па ние. Заедно? Сите заедно? Пишување песна, што вика кој ги пишувам песните, ќе дојде ху, тран, интересно, рец. И нешто, и сега шо испадна, значи јас сум пријатно изненаден, свириме и сега кога не си толку добар музичар, бидејќи добар музичар, треба секој ден да вежба. Така. Кога не си добар, претерано добар музичар, си бољи управење музика, пошто се вадиш на идеи. Тоа е, и сега да кажеме, тоа беше феноменот на бадминтон тогаш, 83-4. Ја вратен од војска, мајка ми запиша на земјоделски факултет, као полесен, нели, не е за детето што нема многу српците го јадат да седи, а сестра ми архитектура, татко ми архитект. И ја архитектура, они викат дај на некој полесен земјоделски, и сега, а мајка ми биолог. И сега, кога бев у војска, тие задните месеци, ми ја праќа ботаника, учебникот на професорката Радмила Грубче, и сега усред војска, одеднаш клетки, паренхим, јадро, знаеш, интересни, екзотично тие у тој амбиент. А таму па имавме многу интензивен музички ангажман, оти нели кој ќе отидеш у војска, па ако знаеш, секој го прашуваат што знаеш ти од дома, каква професија носиш, зашто те бива за после да со тоа да допринесеш у војската, освен оваа обуката у тој цивилниот дел, и обично музичарите беше стандардно одма да кажат дека знаат да свират, поготово тие што стварно знаат, брзо ќе те пратат дома по инструментите и така. А ја таму начекав Джиджи Тапанарот на дугме, на бело дугме, од она доживети 100-ту тие албуми. Легенда. И се со него свириш у бенд. Ја како Бреговиќ, како ова, и за дете, 18 годишно, а ние среќа што многу рано почнавме, што 7-8 оделение, па до матурска имавме многу силен опус, и музика своја и све. И бевме најмалите тие детски бендови, средношколски бендови. Ние бевме онака Deep Purple, а од Карпуш беа Цилиндер. А Цилиндер кои се? Ристо Самарџиев, легенда. Пепи Ренџов, легенда. Мите Димовски, Дамбетер, легенда. На Мите брат му и тој Перо, ли како се викаше, брат му на басистот на Мизар после 10 години. Сега идеш у војска и вау, со тие сите. Значи свириш со бубњарот на бело дугме. Напредуваш, после беше тој Миро Асотич, малце беше без везе како човек, некој его,
Али беа сцената, таа група Код, па тој Сањино 2-3 ни полюбац туку што си отишол у прекоманда. И сега тоа беше голема касарна со одличен клуб и со одлични музички традиции. Во кој град? Во Ниш. Аха. Огромна касарна. И тоа беше едното. Джиджи оди кога го снима Дугме албумот што го снима во скопските студии во Им2, Заборави ако можеш. Тарарам, тарара. И тогаш го откачуваат Джиджи и се враќа Ипе, стариот бубњар, вратен и Джиджи тогаш пцуеш. А Бреговиќ, мислам, некоја година пред тоа исто служел у Ниш, така да многу јака сцена имаше, ама од друга касарна. И сега, тогаш свири Владко Стефановски на 2 песни, мислам, таму. Она Успаванка за Радмилу Х, тука мислам дека Владко свири. Па овој Баже Маротов бил басиста. Значи, затоа што тие години македонското М2 студио за продукцијата, кај што снимавме и ние бендовите и танцов, беше најново студио, најавангардно тој период во Југославија. Оти беше последно направен. Ќе ви го препорачам Боби Слободан, што има таму волонтирана како професор по електроника во Орце Николов, гимназијата, и он ќе ви направи емисија за тоа. Многу е интересна темата, малку го зборат. Тоа студио е благородно, треба да му се заблагодари на 80% од македонската рок-н-рол сцена, плюс танцовиот оркестар со Ѓаконовски. И сега, Джиджи оди, и ја на една вечера руче касарна, војска, у менза, и гледам вака, капата вака, очите, бемката, и не знам, и викам, еј, Фис, ти ли си? Да, Љупче Трајковски Фис, басистот и композиторот на најголемите хитови на Наум Петревски, на Пепи Бавтировски, значи еден музичар, хуманист, уметник пар екселанс. А ја го знам него како постар, он беше на крај на пред ивицата, дали беше дипломиран или не, на крај на академија, и дојде таму, и он влезе нормално, композитор, професионален музичар, джез. И он знам дека имаше често свирено во танцов оркестар, како замена на Коци Икономов, легендарниот басист на танцовиот оркестар. И он дојде да свири со него. Значи, он ме научи како се аранжира. Значи, она што знаеш ти у рок музика со 3 прста да се вадиш на финти, не знам, на дисторзија, така. Тука експанзија, како се прави аранжман, како се вежба да си професионален, строг. Ми има викано, ми си има дерено на проба. Нели, да кажеме, целиот бенд се враќа заради еден што сгрешил. Тој еден, ако не е присутен тука, и ако цело време греши, и паметот му одлетал негде, мора некој да ти свика. Таков бил Драган Ѓаконовски. Че ги правил. Пошто он го оформил танцов, значи неговата имагинација Македонија да има оркестар какви што се големите биг бенд што ги гледале тогаш од филмот Бал на вода, или он одел во кино повеќе пати за да ги скине партитурите и аранжманите на оркестарските композиции на тој мега хит, со кој што практично Западот како култура продира пред рок-н-ролот. Рок-н-ролот е, да кажеме, 10 години подоцна. Таков, и тоа со Фис беше фантастично. И мене после правевме таму некои аранжмани, па имавме турнеи, војни оркестар со Мишко автобус. Се погоди, не знам, 40 години да не беше, 83-та пролета, од создавањето, од оформувањето на втората пролетерска ударна бригада, чиви традиции пренесуваше нашиот батальон кај што бевме. Нашата единица, и ние бевме со Српи Чекан, и као бевме као помангупи у војската, и сега они организира на јубилејот да свириме и ние таму, и не носеа у Сутиеска гораш дечајниче таму негде у Босна.
И така, и тоа беше супер. И после тоа, викам, ја ќе си се фатам со факултет. Ова беше уводот на одговорот на твоето Да, да, да. прашање. Искратно поставуваш прашање, Водиш се ме имаме на 45 минути минутажата. по прашање. Сега, ја се враќам од војска, ќе си учам факултет, инструментите у гаража, нема леп од музика, нели, кај нас. А не кеш да свириш А тезга Македонија свадби. земјоделска земја. Ја, оти средно школа, цело бевме у музика, ја куцкав малце Мгм. зад другите, не бев одличен како у основно. А у основно си одличен, оти си воспитан, културен, интелигентен, и оти сестра ми беше постара од мене и си колку е добра, Диана, леле, толку да ја у нејзина сенка одличен. И сега ќе кажеш по нешто, ќе напишеш, ќе си извадиш. Некоја на домашна. плинче. И така, и после го гледам овде у мало, нешто играме на мали голчиња фудбал, и Картер. А ја не го знам Картер, го знам тој панкерот. Мгм. Од центарот искачање у град, пошто панкерите беа тука на коцка пред електростопанство. И тогаш. Да, 80, Уу, 79, 80. што Ова е ја бев мал, 83-та. исто на коцка. бев, А не се панкирите. се уште таму? Коцката не постои, пошто Грчев, тој Грчениот, ја има срушено. Односно Чекај, им збориме, таа ламјата ја има. Каде ставена. беше точно тоа? Коцката е пред да, електростопанство, навам, оној што е еден бутик со скали едни. Како А електростопанство каде? кај мајка А, Тереза. И па како ние Сестра таму ми. во мое време, Имаше една кај... Ама коцка ја слушана е. вика. Ма се собиравме таму... Едно знам дека заседење. имаше- Да. Е, тоа е коцка, тука биле Ама си панкерите. уште таму се собираат панкери во мое време, пред 10 на 15 години уште се собира. Кај АРМ салата или како се вика? А, не. Каде? Не, ова е кај Порта Македонија што е, па идеш од Порта Македонија, одиш на кај плоштад на кај Александар Македонски А, не, споменик. обратно. И од јас твоја сум десна одела страна ти на доаѓа. Улица Македонија. Пред да ти дое оно Кај што е сега апартчето. музеот на мајка Тереза, Да, кажам. и таму имаше, да. Е, таму се уште и во мое време имаше Да. панкер. Е, таму биле они, а пред ванила беа обичните. А тие постарите Стандардните. беа кај Кенан, тука кај Ристичева А, палата. така. И корзото од Ристичева палата, улица Македонија. Тогаш на Партизанска Улица имаше Маша. куки. Молам? Тогаш имаше куки на Партизанска, представам на така. Не, Ристичева Партизанска палата, навам. Ристичева палата е центар на Скопје. На Таа плоштадот. старата зграда. Кај што е Карши Трен. Ке го сетнам. Не го сецнувај. Се шалам. Е, сега, Ристичева, поминува... Колку е сменето Скопје? Не бе, баш е на плоштад. Ристичева палата е кај Со што е знакот, Европа и Сковин, мало дукјанче. Кај што е Е, наша да. Едниот книга, знак горе. Да, нешто скопско. Скопско Да, знакот. Да. е таа. А, так. Тој таа и таа е Скопско, палата Скопско. палата Скопска. така Не, сега. више Ристичева. Секој да те разуме, да те разбере. Е, сега, Картер тука, што бара Панкеров у Мичурин. И, дечки, абе вика, еден бут, кај живе? Еден бут. Викам, тој третиот балкон најгоре и ој чунг нагоре. И после го гледам Борче, Борче бе викам, тој панкерот, абе нешто, викам, нешто, ќе дрмаме, ќе се М. зафркаваме. И слушам после некое време, а тоа октомври, веќе на кај ноември, ја бруцош на факултет, ботаника, вау, онака, знаеш. Нема од музика аир. И чуп-чап, слушам, ќе дојдам од факултет и чуп-чап, у подрумот, нели, кај ше бубњарот, таму вежбаат бендовите. И он, и после ме гледа, бе, вика, дај бе, дојди деко некош. Дојди со тоа органчето. Абе, викам, Борче, кај со тој панкерот. Мгм. Абе, викам, нема врска, бе, колку да се зафркаваме. Не, кај ја, значи, ја со фис сум свирел. И така, сега ќе паѓам, ќе се спуштам, На нивно ниво. ќе си го деградирам знаењето. Иде ноември, пак е ладно, нема кај да се искача. Ги слушам Да пробаме. туп, а тоа вришти Картер, некои дисторзи, ништо не се разбира, знаеш. А Борче, пошто он беше Weather Report, не знам, тие джез рокови, па он слушаше и класика како бубњар, и он беше многу онака широк, да кажеме, ја од него видов дека класика треба да се слуша, Мгм. дека има што. И
Он вика, и он тогаш мислам дека почна да ги слуша Полис заради Мгм. Стив Коплен бубњарот, пошто тој е многу битен бубњар, и после оние големите Weather Report, тие джез рокови, и Емерсон Лейк и Палмер ги слушаше ради Палмер бубњарот. И он после наоѓа дека посимплифицирана форма музичка може да е поедноставна и поприродна. А овие, па, да кажеме, у бендовите тогаш имаше многу его, као спробај ова малце боле, па вака, па кој е бољи, па та, да кажеме, тој надпревар меѓу членовите. А овде, еха, све што најглупото да го отсвириш, супер. И мене, ја викам, ајбе шо, знаеш, еднаш, два пати колку да ми помине кејфото, ти после чивијата на да свириш и да си музичар е доживотна, затоа што не можеш да забориш и да не свириш, да кажеме долго години не сме активни, ама идеш на концерти, гледаш бендови, идеш у кафичи, секогаш си аналитичен и стално им наоѓаш мани со она дека ја ова боле би го направил од него. Сега искочи, направи го боле и после ќе видиш дека не е баш така, ама искуството ти дава право да бидеш барем во анализата критичен, и тогаш почнавме да свириме и тоа беше таква демократија каква што не сум доживел никаде. И све беше хи-хи-хи, ха-ха-ха, јаху, супер. И тогаш знам дека поевтинија касетите, и имаше на Борис девојката Жаки еден касетофон беше оставила таму, и прв пат почнавме да ги снимаме тие клипчиња кои нешто добро, чекај, врати, дај да го снимаме. И така со тие снимци се сочувуваа некои добри идеи. Зашто, да кажеме, бендови кои прават материјал, они сите зафрканци, све тоа се снима, у 100% глупости, у 100% музика, 90% се глупости, 10% е интересно, од кои 2% вреди. Да кажеме, 2% по 2% по 2% ќе собереш квалитетно. И така, и после цепавме без никакви амбиции, и таму негде пролета, мислам, некој ни рече, првиот концерт беше за комшиите пред зградата. За тетка Мица, баба Вања над нас. Бендот се одолжува на малото што го толерира. И тоа баш сега го зборевме. И тоа, и не знам, док се наместивме ова, она не стемни. Ле. И после, кој беше Мето или Унко на Бут другарите, они се сега клубот Спачеци, два сиви ЦВ, и он ги уклучи фаровите, и тоа беше лајт. И тука отсвиревме. И после некој рече, зашто вика не отидете да направите некоја свирка, бе, у МКЦ имало нешто, 25 мај тогаш, и вика, ајде, идите се, немаме амбиции, онака, нели, треба со врски. И дали беше тоа нешто што беше као нешто поздрав на Скопје меѓу домови на млади од градови, размена на непознати бендови. И као ајбе шо? И отсвиривме таму и се требаше да не пратат у Сараево, као тие што ќе ги одберат, а нивниот поздрав од таму тука дојдоа два непознати бенда. Кои беа тие? А публика им бевме ние бендовиве што конкурираа да свират. Так. Празна беше денсинг салата, едните Елвис Джи Куртович, а вторите забранено пушење. Тотално Како непознати. анонимуси тогаш. Ано непознати. Значи 83-та или 4-та пролета и тоа. И 84-та пролета. И овој пејачов на тие едните вторите, леле, се забава, се скина Адидас тренерки, горе Моцарт кошула и со накви тука карнери, тресење глупости за фрканци, а музиката онака симпл, и тоа да ти испадна пушење после. И така почна, и таа година после есента, пошто цело време свиревме, беше многу добро нашето доживување. Нели, да искачаш у град треба да трошиш пари, тогаш почнуваа кафичите, а вака никој од дома ќе донесе вино или некој пиво или од самопослуга. Не ти е битна пијачката, битна ти е свирката. И тука
ти кога си со добри другари, кога имаш синхронизација во, да кажеме, во енергијата, во филозофијата, во идеологијата, и кога тоа ќе се уклопи некако да штима грубо концептуално, значи да нема некој што штрчи од концептот. Значи, они пробувале претходно басиста да најдат, проба еден, не е тоа, проба друг, не. Ја кога дојдов, готово, супер. И немавме, и тоа беше бенд што немаше басиста. И на сите тогаш овие сервиси у печатот, без бас, како тоа тројца, како нема. А претходниот пат па Борис, пред таа фаза, они снимале со, мислам, група Дизајн, тогаш му дојдоа тапаните од Тома & Компани, година дена ги чекаше, и пошто некој скап премиер резонатор, најскапиот, пошто си купи бубњеви прв пат добри, му стигна без чинели. И одма го викна со таа група Дизајн да свират песни некои, она класик снувao некои така као нешто онака малце таа новиот бран, али овој пошто немаше чинели, бубњањето го направил само добоши чинели. И кога ти добиле термин да снима, и овие, он ги мести бубњевите, и се доаѓа овој продуцентот, тонецот, и вика, чинелите? Кај ти се чинелите? Немам. А вика, како немаш? А немам чинели. А вика, таба онда Борче да ви го збори. А вика, овој микрофон што да му правам? Вика, стаи го исклучи го. А како тоа не може без чинели? И вика, не ме сваќа човеков. Значи, вика, не сваќа дека авангардна музика, зашто мора чинели да има? И во овој контекст на таа авангардна музика, знам дека постои музичко дело кое е насловено, ама ова е стварно, и како стандард до музиката, и вика, композицијата се вика, не знам, 7,58 или ништо така, значи 7 минути и 58, не знам се дали е точна цифрата, така е делото. И тоа е дело по кое што човек седнува на клавир и мјут толку минути и толку секунди. Не свири ништо. Така, бидејќи секој музичко дело има и паузи. Сега, он може да направи тинк на почеток и тинк на крај. Целото дело е пауза од 5 минути. Да кажеме, фри джез, овој у Скопје беше 2 пати, мислам. Јас што сум го гледал, Сесил Тейлор, таа светската фри джез авангарда. Значи, он тоа манака си викаш дали не можам да го разберам колку е ова возвишено. А они дошле од класична музика преку джез и дошле на крај до тотална дисхармонија на се што можеби е таа изразната космичка супа на сите планети и галаксии измешани, а и од таа конфузија постои, еве да кажеме, Френк Запа, 70-ти години. Тоа да го чуеш вака е какофонија, што го вика, ама се е тоа запишано музички, со тие со канти што тропаат, со не знам пили што сечат, се е тоа запишано по нотен запис и второто повторување на целиот хаос е идентичен како претходно. Али тоа било толку авангардно, што сега кога ги слушаш на запајта интервјуата, не за музичкиот дел, него за филозофскиот дел, гледаш дека тие луѓе се напредни. Така и ова. И сега Борче доаѓа, почнува тоа да се свири и као доаѓа наредната година, есента, зимото, ајде ќе се пријавиме на Рокфест. А нели, најважното тогаш, најважната манифестација беше Скопскиот Рокфест или македонски Рокфест, и тука бендовите цела година свират, вежбаат за да свират на Рокфест, можеби да си пласираат во погорен круг, можеби да си у финалето да свириш, и како беше, за штафета се свиреше, која ноќева штафетата за Тито, нели, и по Тито, и тука сите бендови, од тогаш беше проблем да најдеш ти прилика да свириш пред публика. Углавном сите вежба у подруми, у простори, и после кога ќе немајки искуство пред публика, после ќе се укочи од трема. А не постоја тогаш локали каде што се собираа луѓе? Не.
Не. кафани се свираше само народно. Народ, само кафани постоја во тој период. Кафани и нешто музичка младина правиш, али све М. ова беше преку музичка младина. И ние ха ху, кај бе нас? Мислам, тоа стварно беше и за мене беше онака, ама добри луѓето, ај затер за нив, па ова па и не е до толку, не е неиздржливо, не е нешто кузнешо, пошто ние сме правеле болја музика. Али беше резко, значи тоа е феномен на нашата сцена, кој од после укапира, ние не бевме свесни, ја имав тогаш 19 години, 20. И ајбе ќе свириме на рок-фест и онака ќе ни избркаат после прв круг. Втор круг. И падот на Византија и другите. Ристо Архангел со својот бенд и 0X, Јанко Јади Бурек и Вера Јанковиќ со Психо, нивниот Тумба, Куманово, значи овие Зијан, мислам, некоја година претходно, значи беа големи бендови. Она пост Триангл и Автограм, пост таа фаза. И свирите у втор круг. Море да не беше директно у финале. А ние се зезаме, знаеш како? Али, знаеш, тоа е она, тоа што го зборевме. И имаш идеја, ја чувствуваш и сега некако гледаш она што е. Тоа е уствари најбитното кај секој човек. Она што го чувствуваш како филинг во себе, чувство, некако да успееш да го реализираш во својот практичен живот. Дали кој тип на работа или каква професија или со каков партнер или у какво семејство. Знаеш, сега тука испадна, да кажеме, ја не бев зрел на тоа, ама успевав да го одработувам тоа, да биде добро. И тоа беше таква спојка, така беше тоа увежбано, после овој као панк, значи панкот е многу силен енергетски, прост едноставно, ко хилта, пуши, гајле нема. Сега, со моето доагање, доби панк со органа. Некако како Стренглес биле таков пример, и тие едни Атоми Крустер, ама ја ми се фони дека се рокери. Значи, бенд таков, тој концепт со органа, а органата, оти јас како органата има повеќе хармонични делови. Значи, тука имаш, органата дава хармонија, дава топлина, мекоќа и тие басирањата, басот што го свирев јас со лева рака, доле беше многу специфичен тон. Као тие джез триа, орган трио, да кажеме, органа, бубањ и солиста, гитариста или саксофониста. И така, и тоа беше како звук, да кажеме, свират 8 групи, сите имаат бас, сите имаат 2 гитари или една, тогаш почнува и дувачи, а овој бенд звучи другше и се погоди, тоа беше декември 84-та, финалето на тој, мислам дека беше тој најголем, најсилен рок-фест, пошто како манифестација собра, беше во салата Работнички, значи као денес да е во Борис Трајковски, со огромна трибина, со огромен стејдж и во жири, освен овие од Екран и Музичка младина и Владко од Лебисол, Бодан Коко кој беа, и беа викнати критичари, музички критичари од цела Југославија. Љубљана, Загреб, Белград, Сараево. И оној најглавниот, најголемиот југословенски рок критичар е Петар Јањатовиќ, што има напишано енциклопедијата на Јурок енциклопедија. И он беше у жири, а тој е најважен новинар за рок музика. И он значи сите свира, и овој рекле, гледај, вие македонците, сите сте добри, значи тоа е потврдено. Ама вика, овие мора да победат. Вика, овие се... И сега ние бекстейдж позади, кај кидеме, знаеш, на пиво ова, знаеш, да ги чекаш она, да ти попоздравиш и да ги мъкнеш инструментите на кај дома. И овие, чекај, кај кидете бе? Шо бе, ај назад да свирите. Зашо бе, готово ќе си одиме? Не бе, вика, ајде, победници сте. И Владко Стефановски доаѓа и дечки да ви честитам. Еминенција ми честитам. Зашто? И не беше, уствари сме победили, плюс на Картер му дадоа од Сојузна социјалистичка младина книги, мислам уште ги чува дома, награда за најдобри текстови. А текстови
Moram li jaz, gledam maš so moja faca, moje telo in moj duh. I to je kriv, za vse je kriv. Čustvam deka ne je moj den, čustvam deka che bide po dobro, se čustvujem bedno, moram li jaz. Ili, jaz znam deka je glupost, jaz znam deka je son, ne verujem v čuda, ne verujem deka znam. Site obični luge, ja brkat svojata sudbina, pazat na sebe i na svojite bliski. Go živjam svoj život i sreken sum, nesakam i ne možem da izbiram, davam što imam i zemam, sakam da spijam da go zaboravam, vašiot lik nesreken. I dobi nagrad, ама glej kakva ritmika ima. Тоа се текстовите на Картер, толку креативна фаза беше. И само пишуваше, ти тоа е дарба да направиш Да. текст за музика како ке. Имаш една кутија за контур и секоја проба ќе дојде со ливчи нашкрабано и тука ги ставаше и сега ќе се погоди некој добар риф музички и он чекај кутијата вака кој Што може- куценцава ваше Што ќе имаш да е? еден туш на борче, ќе го стави тука. Не чини, овој не иде. Дај други. Ќе ископа други. И, значи, таква алхемиска спојка на галактички концепции и тоа резултира со креативен скок за кој можеш да си свесен или не. Тие сметам ја дека ние сме актери, да кажеме, од подоц на освестен и на еден голем, многу битен еволутивен скок. И сега тоа после, тогаш немаше видео, немаме видеозаписи, еден-два плейбека имаме у телевизија, пошто тој беше антисистемски. Значи, тогаш уредник беше Ѓоко Георгиев. Значи, ти ако не говориш македонски, ако немаш ќе ти рече, не ти се разбира, нели, пејачот како Драган Мјалковски мора да ти се разбираат текстовите. А овој значи тоа нема теорија да поминеш покрај телевизија, не баре да бараш термин како сите бендови. И наградата беше снимање, реализација на снимци за македонската продукција. И се толку бевме увежбани, Брацо ни беше тогаш. Брацо од Лебисол беше тазе примен како тонец. И идеме таму, а терминот уше саат време. Ај насними басови, ајде добро, ај соло насме, ај пења. Леле уше 45 минути, шо ќе правиме? Па и таа, ајде уше насними, две песни. А не ти викат колку минути, него две песни. И не знам кои тие двете, што ни беа као, таа доаѓа сабота ни беше хит, доаѓа сабота, доаѓа Јохо, биди паметен, одспи. Нема да можеш да прежалиш она што ќе го изгубиш. Доаѓа сабота, доаѓа Јока, не биди паметен, не спи. Биди мутар, не такви. А ја, еден ден во овој суморен град. И тоа се врти као луп и па народот рипа, скока. И толку добро е тоа. Се уште еден момент е битен од оваа аналитика. Например, тука многу често се случува, имаат композиција, песна, бендовите свират и, да кажеме, убава рефрен, на крај рефренот се повторува неколку пати и завршува песната. А гледајте ги овие, например, ја работев за едно италијанско-бразилско семејство и многу ја слушавме нивната музика. Таму, например, поминува песната и сега крајниот луп, уствари со тој почнуваат они да го вртат, да го повторуваат и тука почнува журката. Значи, као гезме, као езгија, као... И тука цел стадион, сега тоа го имаше у бадминтон, што го немаше, ретко го гледавме кај другиве бендови. Он има смисл песна, ја инкорпорирал, ја направил, ја снимил, таа е препознатлива и е убава. Ја свират, ќе заврши, ај сега нова песна. А тука, например, ние иде тој луп, ќе го испукаме ова се што е да се каже, и сега почнува лупот на музицирање. Сега, ти гледа, и обично, значи, и ние на проба, толку е добро, криво ти е да заврши песната. Ај уште малце, и после тоа влегува. А тоа, да кажеме, што ние сме го доживувале на проба, било
кејф. Сега, уште тоа, кога го експандираш пред публика, и кога публиката го прифаќа, тоа го сваќа, кејф на ента, експоненцијално ти енергија, као овие политички веся митинзи, што се Македонија, сите, и тоа е адреналин. Добро, они тоа е... мораат така да прават, кај вас од задоволство и уживање правеле. Мораат, ама и е тоа, тој кејф е инструментализиран. Добро е да е тоа као почетен капитал на енергија за ти да освоиш, да станеш тоа што сакаш да станеш и да го истераш за тоа што си го ветил. Ама завршува на почетокот. Така. Тоа е, тука мораме да бидеме критични, ама они не се рок-н-рол. Значи според мене Може би па и тоа е политичарите програмот. генерално, значи долго го анализирам тоа, бидејќи не сум припаѓал на тоа, ама сега заради животното искуство морам мојата аналитика и критички да ја изразам. И ова е наука, не е ова, мислам, социологија, политика, психологија, општествена наука, психологија. Значи, тие мислам дека претежно не се луѓе што си ги живееле своите кејфови природно, да кажем на овој начин како што ја го опишувам во нашата историја, која пак потоа се повторила во други констелации. Последно е да кажеме со македонскиот руби. Еве сега Зоки Бебе, Зоки помина за ова последното откритие, правиме музички некои дружби во музејот на минерали и вика ова сум го видел во Франција, во Париз и во Скопје кај вас. Па е комплимент, а е без никакви ресурси. Така. 700 од фрутисимо од Маја, сокчиња на големо онака. Али чашите она ги донираш заради брендот. Па е пиар. Да. И така, и мислам дека човек што нема доживено среќа, он мисли дека причината за среќата е таму кај што го научиле да мисли, ама немајки искуство со кејфот, кој е онтолошки произведен од внатре. Значи не зборувам за секс, за ова, она, такви работи, а е слично, многу. Значи, екстатично искуство. Па тогаш, да кажеме, почнуваат тие пушења, треви, ваму таму позади. Макар се толку бил добар концертот. Значи, после тоа, значи, твоите идеи што ти текнале кога си идел на факултет или од наводно, или не знам, си дремел. Вака и ти дошло нешто и тоа си го фатил, си му дал форма, музичка, станало песна, си го покажал на другите и сите викат yes. Сите сочувствува, да, ја тоа го мислам, да, ја тоа, као да кажеме на Sting некоја песна. О, Fragile. Да, тоа е тоа. Ама преку него се даунлоудирало од универзалната свест. Да кажеме, и сега тоа ти некако се чувствуваш привилегиран, слично како твоето искуство со ова мајсторија сега со кученцата. Значи, една нова сцена во фаза на оформување во зачеток, чив протагонист си ти, затоа што кога си пиел кафе или пиво Париз, поминал автобус на кој што пишувало груминг. Значи, екстатичен кејф кој не се должи на никому, не се му направи лошо, напротив, на многу им предизвикуваш добро. Значи, затоа секогаш битна е идејата и мајсторијата ти да спроведеш некако да ја конфигурираш, прво да не си мрза, второ ако си мрза, барем да си уште по-креативен од колку што си мрза. Оти мајка ми викаше, сите измишлјотени, вика, ги измислиле мрзливите луѓе, што го мрзело да станува, и измислил нешто вака пецајка некоја, или да линдажа. Се сеќавам јас со сестра ми од дневна, ај ти смени канал. Па приеска, јас сменив, сега ти си наред. Нели некој ще мрзи вода да се напише, да можеш да ти текне нешто како од таму да дојде. Тоа е тоа. И сега после ова и после имаше таму
другарче, че доеш таму позади. Демек да дува. Нема потреба, пошто ништо не ми треба. Се е совршено вакво какво што е. И после почнавме да свириме и надвор од Македонија. И сега таму си со српски бендови, со ова, со она, истото. И сега они таму, види, па у Сараево, у тој дом омладине Сараево. Ја се сеќавам на патувањето, на одењето, не се сеќавам на свирката, ама сега Картер ми кажуваше, вика, свирката била лудница. Значи, пушење сите, тоа значи толку. И сега, као, после, не знам, после 85-та, 6-та, као дај тоа да го омекнеме, знаеш, премногу е цврсто, као малце на кај црвена јабука, така и тоа се претвори во Александар Македонски, бенд со басиста. Ја тогаш прв пат купив добар сайзер, онаков синтесайзер полифоник. Ти свирав со таа органата моја стара, што ми ја купија меѓу 7 и 8 оделение. И тоа веќе беше толку, а ја втора година на факултет. И толку беше ретро, беше наив, а сега прошлава недела Игор Изи, му викам сега правиме музика, вика, свириш со органата? И тој звук исто на тој инструмент, што е од пред 10-15 години као концепт, искочи добро. И после знам дека после Александар Македонски снимивме албум 88 истата година со Каде го Мизар. снимав се? Во Југодиск, Белград. И они ни издадоа и ние сме, мислам, 5-ти и 6-ти винил на рок бенд у историја на Југославија. Мизар тогаш, али Мизар беше концепт кој беше добитна комбинација со Горан Трајковски и Зоки, професорот по удиралки на академија. И они концептот Мизар да не биде 4/4, него 7/8, па елементи на тешкото, па на православното црковно пеење и православното пеење црковно со тие исони. Таа Ходен же првата песна што ја свирија на концерти. 7/8 од Зајди јасно сонце. Оти пред да дојдат Горан и Зоки, мислам дека со Ристо Архангел и Горас ја свиреле 4/4, као она за рок-н-рол песна, рок песна. Овој ја сменил и рекол дај да биде у 7/8. И раз, два, три, раз, два. И тоа е хипнотички делувало на публиката низ Југославија. Значи, кој има публика тогаш, да кажеме, на тие конкурси, фестивали, кај што некој треба да победи, а тоа значи дека ти ќе одма добиваш можност за снимање плоча и пијате. Да кажеме, многу бендови си носе автобуси своја публика. И знам дека они која свиреле во Суботица, што беше фестивал на излегувачки групи, кај што и Лебисол и сите искочиле таму. И да кажеме Мизар, тогаш Мизар свират, а предвидено е од лоби групите на бендовите да победат Куд идиоти од Риека или од Пула, од Дидирија. И вика панкери, а они биле панкери, се они да победат. И се доаѓаат Мизар, искачаат и Горан со тоа мантијата, со тоа косурината. И марш! Со мастики, со шишиња, со шо не ги гледа. И овие почнуваат, а овој Горан почнува пируети да им изведува. Го маваат со нешто, он го зима тоа, го закачува на микрофон со таа негова елеганција. И тоа морате да ги викнете некој да ви го збора тоа. Значи тоа е најбитниот фестивал за нови бендови во Југославија. И овој Владче ми го кажуваше, овој Владче Кибор, што свиреше на Сайзери, вика тоа, он бил 3-та или 4-та година средно медицинско и овие го викаат и свири на таков голем. И Венци Смајковски цине, мислам го лупа тоа. Мислам. И он вика, мене ми се тресат и нози и раци, а само треба на сајзерчето, на коркчето негова една дирка да стисне, односно 2 октава со исонот,
И она да почне. Вика, како ќе свира? И овој клапсон Горазд му вика, абе само иди, не гледај ништо, само стисни ги тие дирки двете. А вика он прв пат на стејдж, мислам дека он нема ни свирено некои бендови тука ни Скопје, Мизар директно го зеле. Вика, тоа звучи на бина, се тресе, вика, не сум го доживел. Цела сала и сега почнува тоа и овие публиката за овие панкериве почнуваат, значи, као тоа е малки да те као на Новак Џоковиќ, што му навиваа контра. Значи, вика, која една песна издржа, која се смирија штама, завршува и тоа било, тоа знам дека збореа за Мизар, тоа било оти премокно, не пре, него беше извонредно мокно, затоа што имаше македонскиот, тешкото македонско, православното пеење со исони на англискиот дарк, пост-панк дарк. И они веќе после со годините почнаа со Лајбак да свират. А Лајбак беше светски бенд. Ако не барем европски, топ европски авангарден бенд. Али Лајбак беше авангарда, а овие има концепт. И така, и тоа е ден денес Мизар. Што ми беше муабетот? Одличен. Не знам дали одговорив. Супер беше. Ова е Скроз не очекувам муабет. Значи, тоа беше она што ни недостасува во Македонија, као на маргините. Центар на Балканот, на маргините на Европа, на маргините на Западот. И сега, да кажеме, ние го имавме тоа недостаток на чувство на самодоверба тогаш. Ама, бидејќи свиревме, веќе и после кога си добар, одма доаѓа да ти прават муабет. Бараби, егоистични, някои шминки. Значи, ти си мангуп, затоа што си мајстор на својот занајот. Плюс тоа, ако имаш некои неконвенционални идеи кои си ги спровел, беа тоа, и после, секогаш кога свиревме, знаевме дека ќе биде добро, само оној допаминот, колку ќе биде добро, многу, ама како ќе биде многу добро. Тоа и се аутузла негде таму, па идеш со возови, па мкнеш органа, па ниш ни беше прво искачање на некој исто фестивал, уште неколку бенда беа, уште 2 Карамела мислам свирија од Македонија, Тонка, Леткум, Трте, бубњеви, више некој клуб свиравме таму, а ја па го знаев ништо ти у војска бе 2 година пред тоа. Идеме таму и органава како, а не можевме да свириме без мојата органа, оти сайзер звуч и тогаш почна сите да имаат полифоник синтесайзери и ради тој звук на сите типови на синтесайзери мање више звучеа така. А ние имавме и по тој основ друг звук. Плюс ова басот, и знам Борче најде некоја количка у подрум кај што вежбавме кај него, кога биле деца, па некоја раскова, па ставивме ролшуа и тие две и органата од железничка on the road. И реклама си направивме по пат кај тој клубот, кај што свиревме. Многу беше добро. И сега тоа, после да кажеме Александар Македонски, таман го изнаправивме тоа, го снимивме, искочи. И не знам што беше, и па некој конфликт, и не еволуиравме за да бидеме поп-бенд. И ја му викам, добра бе, Картер, знаеш. Бе, тие гајле првите мачиња у вода се фрлаат. Добра бе, албум си снимал, првите па цел живот ли први мачиња у вода ќе фрлаат. И така и после, не знам, после ја Гиш го запознав, и он беше многу екзотичен. И Картер тогаш се Ова оди фати со едно за тие клубови. друго, промената на бендовите од еден во друго. Од едно од друго, ја више Аха. тоа беше 88-9. Ние знам, дома најдов еден лист на машина за чукање, 79-та година, не знам кој месец, сме свирле у Мусандра, првиот бенд, и таму. По концертот во Мусандра,
Деко да пази ова, Бенџо да не фалшира, Ранко да не пие, да не искача од ритам. Она состано колегиум после 79-та, значи 79-та сме имале наши песни, сме свиреле наш концерт. А ова е веќе 89-та и тогаш ја бев многу искусен и после со Гиш, онака, он беше многу екзотичен, забавен и само на некои теми што ми беа така многу онака идеалистички, етно, world, и он напиша текстови и се пријавивме како Клержо и беше 2 години до распадот на Југославија. А тоа што е историско за тој бенд, и тоа исто многу брзо стана многу добро и у било која констелација, знаеш дека е добро, пошто толку јаки адути имаш у твојата свирка. И после знам дека веќе беше 91 септември, Југославија расцепена со оние војните судири во Славонија, меѓу Хрватска, практично источниот дел на Хрватска. И требало, тогаш беше фестивалот на Унијата на радиостаници на Европа, као ова Евровизија што е радиовизија. И се земјите, секоја држава требаше свој фолклорен, свој рок, свој, не знам, литературен, и требале дали некој од Белград, од западната хемисфера, од Хрватска или негде таму, и ради расцепот, а во Будимпешта беше и овие Радио Нови Сад организираше и пуштил Хрватска, ова Србија, Македонија, Црна Гора, дајте на радиостаниција некој интересен бенд, пошто тие не можат да дојдат ради Рикавела. И нам Мирослава Павичевиќ, што беше уредник на втора програма, не имаше видено. И вика Клержо, им пратиле снимци, да, одма вика, подитно термини за снимање, подитно се, практично ние ја представувавме Југославија во настап кој во Европа се емитуваше во живо, она со секунди точно кога да почнеш, колку да траат песните. Има некаде снимки од некој од тие настапи? Ова е снимено, знам, на некоја касета го има некој од нас, јас не. И вика дека супер бил тој настап. Венци Смаковски лупа, Гиш со својата појава, и Гиш беше многу работлив, со извонредна дарба за поезија и за литература и одличен фронтмен заради појавата. Значи, он пазеше да е начешлан, да е облечен. Значи, комбинација на сите негови идоли претходно. И знам, кога свиревме, после пак свиревме на Рокфест, оти тоа ти беше првата скала да те дозна, и знам дека, и тоа ни беше второто искачање на Рокфест, и знам дека македонската телевизија го снимаше, и еднаш ни рекоа по деновите после тоа, деко, ви имаше на вести. Значи, на вести дале она од Рокфест и нашиот клип го дале, затоа што многу беше автентичен. Знам, после таа една исчезнување, таа песна требаше у еден момент од тивко, расте, па да се забрза, и после една хистерична психоделија преминува. Има, мислам, едно видео на страната на Сашо Гигов Гиш, Клержо, од Рокфестот видео, ама таму го сечат кога почнува тој психоделичниот момент, и он тука рипа у публика. Джим Морисон, она што го прави. Значи, рипа у публика спонтано. Мислам, тоа да ти Драги тоа followers, саат е 45 минути, едно прашање, и Деко се уште не е тргнат во Италија. Саат и 20. И се уште не е тргнат во Италија, тука зборуваме за еден само аспект од неговиот живот во Македонија во раниот период. па одма после ова беше Италија. Во следното продолжение на Жолско и Лутко. Stay tuned. Чао. Готово сечеме? Деко најмали се живи.